На денешната пресконференција со представници на локалните медиуми, шефот на стручниот штаб на ГФК Согово Тимо Аксентиев соопшти дека си поднел неотповиклива оставка од функцијата со нагласок дека нема намера да се враќа во клубот, додека во него начело е актуелното раководство. Што денеска јавно изјавувам дека не сум тренер на екипа на ГФК Согово. И вчера исто на тренингот кога отидов, дојдоа двајца тројца играчи, од кои јас не ги знам, не сум запознаен од каде се и дека ќе дојдат, ќе бидат присутни на тренингот. Исто тие им вара мајца, домакинот кажа дека нема мајца, дека се снајга. Почнавме тренингот со кој плава мајца, кој бела мајца, значи не беа смешни. Од друга страна, ми беше обекено дека јас кои играчи сакам тие да ги доведам во ГФК Согово. Јас си дадов потребен список на председателите, потребно што ми е за да почнам припреми, од тоа ништо не беше исполнето. Цело време, според некои сознанија, од сигурни извори, кои што ми се јавува на мене тренери од други градови и било понудено да бидат тренери на ГФК Согово. Значи исто толку така ми се работеше зад грб. Исто преговара со сосем различни играчи, јас тоа не го знаев, дури тие играчи требаше да бидат представени од ГФК Согово, исто тоа јас не го знаев. Од тие причини, значи јас од денеска си поднесувам оставка и повеќе не сум шеф на стручни штаб на ГФК Согово, али пак ќе напоменам, додека се тие луѓе во ГФК Согово, јас не се враќам во клубот. Причините за ваквата одлука се според него лошите состојби во клубот од секој аспект, бидејќи таму владеел хаос. Почне првенството со разговор на двајцата председатели Александар Рандов и Пиер Георгиевски дека ГФК Согово ќе биде стабилен пролигаш и имаме сите услови за работа, значи сите потребни елементи во ГФК Согово и човек ја многу работи и затоа јас прво закажав позивката на 5 јули. Значи јас одидов на стадионот на 4 јули, на стадионот беше хаос. Терен не е искосен, со обликувална хаос, опрема нема, потребни реквизити нема, топки нема. Разговарав повторно со председателите на клубот, ми обеќаа дека за 2 дена тоа секси среди. Повторно закажа позивката за сабота, значи. Одидов на стадионот, сретнав тренерот на младинските категории на женскиот фудбалски клуб Почени, Оливер Рански, како ми дава 9 топки да почнам сезоната со нивни топки. Влегувам во соликувалната опш хаус, да не напоменувам појажини од озгоре до доле, соликувална несредена, мајци за играчите нема, реквизити потребни нема. Повторно се слушнам со председателите на клубот да ќе кажа тоа ќе биде обезбедено. Аксентиев смета дека е жртва на внатреклубски комбинаторики со цел да се отстрани од клубот, а на негово место да биде ангажиран друг шеф на стручниот штаб, кој засега не знае.